А во продолжение одговараме на повеќе прашања. Најпрви на она како се станува шампион, но и кои се предизвиците со кои ще се соочува човекот кој имаше доволно мотивација да доминира на ридските патеки и да дојде до трета европска титула. Во студиото денеска разговарам со Игор Стефановски Идже, кој што е старо новиот европски првак во ридско-брзински шампионат на ФИА. Идже, добар ден и добре дојде. Добар ден, добре. Толку многу има да се каже за најава кога треба човек да те најави како гостин во емисија, едноставно ти се мешаат зборовите. Честитки најпрвин за сите овие успеси кои што успеа да ги донесеш ти лично за себе, но и генерално на цела Македонија. Верувам дека чувството е прекрасно. Ти благодарам на убавите зборови, секако, апсолутно. 3 пати на тронот на Европа, 3 пати на врвот на Европа, покрај толку големи тимови автомобилисти, да се биде европски шампион е престиж не само за мене, туку и за мојот тим секако, а и за нашата држава, која што мислам дека е представена онака како што доликува и како што треба од секој спортист. Ако се навратиме наназад низ годините, ќе кажеме дека ти беше прогласен за спортист на годината в 2014 година, кога за прв пат стана европски шампион. Истиот резултат го повтори во 2015 година и со овогодинешниот успех ти си еден од ретките македонци, ако не и единствениот, кој може да се пофалат дека се трократни европски прваци. Најпрвин честитки, спортски ќе кажам браво шампионе. Македонија е горда на тебе и ќе истакнам дека ти им се обрати на твоите фанови, но и на сите македонци кои што навиваа за тебе, со бидете горди и спишавме нова историја. Па твое да ни одговориш како се станува шампион? Како се станува, верувате дека е макотрпен пат. Не е така едноставно. Луѓето ви аплаудираат и ви честитаат кога победувате, так. Но позади таа завеса има многу труд, многу вложување, многу напор, секако и неубави ситуации, но мислам дека одликата на правите шампиони е истрајноста и упорноста во она што сакаат да го достигнат, а тоа дефинитивно кај мене е само победата и првото место на пиедесталот. Имаме подготвено и видеа и фотографии од сето она што се случуваше на трките изминатите години. Јас пред да го поставам следното прашање ќе побарам од режијата најпрвин фотографиите од победите на Идже. За тебе велат дека си жива македонска автомобилска легенда, човекот што и покрај сите маки и хендикепи што ги носи во себе, со себе бидејќи си по потекло од мала земја како што е Македонија, успеваш да победиш на познатите патеки широм Европа. Со кои предизвици и потешкоти се соочуваш? Спомена, меѓутоа, ајде, малку по-конкретно. Не би сакал да се жалам, знаете како е. Покрај сите успеси кои ги направивме, едноставно мотивот е се уште присутен. Нормално е, бидејќи живееме во држава која што нема автомобилистичка патека каде што можам да тестирам, сето тоа е хендикеп кој што за жал не се произнесува многу на моето возење, бидејќи можеби стилот кој што го имаме директно да отидам на тркачките патеки и да победувам, но би било многу полесно доколку имаме тркачка патека каде што би можел да тестирам. Секако тука се најболната точка финансиите кои што се многу потребни за овој спорт. Знаете дека еден од најскапите спортови воопшто во светот, каде што се борите со професионални тимови кои што имаат неограничени буџети, но ме радува што ете заедно со моите спонзори кои што ги имам овие години, сите овие години кои што се позади мене, мојот тим кој што макотрпно работи да најде спонзори, да обезбеди буџет кој што е потребен да ја можам да отидам да тие надпревари и секако да победам. Ќе кажам дека не би сакал да се жалам, но ми е предизвик и сум навистина горд, бидејќи доаѓам од една мала земја, а како што кажав, ги победувам и најголемите. Кога те прашав како се станува шампион, ми одговори малку поопширно, но кратко знаеш да кажеш дека излегуваш на стаза, држиш фул газ и победуваш. Колку едноставно звучи. Па така е по зборови, да, но многу е тешко. Верувајте да се поминат сите тие свиоци на патеката на една дисциплина која што е една од најопасните, ридско-планинските трки се една од најопасните дисциплини, каде што многу надпреварувачи ги искобиле своите животи. Но друга формула за успех и за победа нема. Мора да бидете максимално сконцентрирани, да држите фул газ, како што кажа ти, дефинитивно се поминат најбрзо што може сите тие свиоци, некогаш
пресудна е умешноста, борбеноста, но има и ситуации каде што за некои си милиметри би можело да до несакани ситуации. Би сакала покрај прашањата да продолжиме со одредени податоци кои што само ќе потврдат за твоите успеси низ годините. Како најуспешен македонски автомобилист ја освои третата европска титула во својата кариера, прва по 8 години пауза. На последните 2 трки од сезоната што се возеа во хрватското градче Бузет, ти само ја потврди титулата на европското првенство на ридски патеки, откако и претходно имаше солидна предност во однос на најблискиот конкурент. Возеше болид на Hyundai и оваа сезона победи на 7 од 10 трки, а колку што се сеќавам, имаше и најдобри времења, односно најбрзи кругови. Рекорди поставени на 8 патеки. Да, иако на 7 победив, на тие трки се возат по 2 возења во викенд, се собираат времињата и на една трка, иако не победив, поставив рекорд. Така да сум горд, верувајте, на поставени 8 рекорди од 10 патеки во Европа, покрај толку, како што кажав, автомобилисти кои што се од врвна класа, сум навистина горд. Победи направени, мислам дека со победите и се она што е направено во изминатиот период не става на врвот од најдобрите автомобилисти во Европа, во FIA Европскиот шампионат на ридски патеки, од кога постои па до денес. Одлично. Ќе би сакал уште еднаш да го погледнеме видеото кој што течеше, затоа што тоа е вистинскиот доказ дека тркањето со брзината е твојот предизвик и адреналинот кој што ти дава мотив да стиснеш посилно на педалата за газ и да извозиш побрз круг. Сум те прашала и претходно какво е чувството, но верувам дека секогаш е ново искуство и дека е ново доживување. Кога ќе влезеш во автомобилот, ти си во некој друг свет, едноставно тоа е твојот свет. Многу пати сум кажал, имам трема, имам и страв пред да влезам во автомобилот. Дефинитивно ја не сакам да кажувам нешто што не е така, но апсолутно кога ќе влезам во автомобилот, некако сето тоа се менјава, ми треба 2, 3, 5 минути да се стабилизирам, да прозборам сам со себе, да ги скротам мислите и веќе сум некој друг киџе, не знам, во некој друг свет каде што гледате при брзини, при патеки како што се, да кажам, на водно, ви одите со брзини од преку 200 км на час, каде што стварно треба да се сконцентриран максимално за да може да направите рекорд и да освоите прво место на тие трки. Тука се и ризиците. И по автомобилот, и по твојот живот. Не дај Боже, се случило повеќе пати да имаш излетување, некогаш по твоја, некогаш не по твоја вина. Ова го прашувам затоа што би сакала сега да го погледнеме видеото на кое што ти како најава напиша како не треба. Зошто не треба така? Ќе го погледнеме видеото. Па затоа што едноставно мотоспортот е спорт во кој што може да се десат многу работи. Имало ситуации на кружните надпревари каде што сум имал стварно дуели како што посакува секој автомобилист. Што се случи сега? Но ова е еден неспортски удар кој што го добив на овој надпревар, ова е патеката во Монца, која дефинитивно при брзина, не знам, можеби од 150-170 км на час добив стравичен удар од позади, која што за среќа моја без повреди, но возилото доста оштетено. И тоа беше една од причините кај што се повлеков од овој шампионат, иако стварно имам страшни резултати постигнато на сите овие трки, каде што се вози Формула 1 со многу пиедестали, каде што се слушала нашата химна, но едноставно покрај овие удари не можете никако да се справите, бидејќи буџетот кој што го имаме не може да се справи со овие проблеми, со овие удари и едноставно ова е причината која што се трнав од овој шампионат. Така. Оправдано се врати на ридските патеки и оправдано е освои третата европска титула. Одлично за окружување на сето тоа што го реализираше изминатите години, одлично за окружување на оваа година што изминува и убава најава за тоа што следува во новата сезона, во новата 2024 година. Во средата пред македонската јавност Идже го представи новиот службен автомобил Ferrari 488 Challenge Evo. Ова е огромен чекор нанапред пред се во твојата тркачка кариера со прикажување на новиот тркачки автомобил, но и одлична најава за тоа што ќе се случува во иднина. Токму така. Соно... Какво е чувството, затоа што станува збор за навистина сериозен тркачки автомобил кој што е развиен токму од Ферари? Сонот од моето детство дефинитивно е остварен, бидејќи да можете и да имате чест да возите за ваков бренд како што е Ферари е стварно престиж.
најнова генерација на Ферари, последна генерација која што излезена, автомобил со 700 конски сили, кој што е стварно престиж да се вози. Ме радува што сум првиот човек од Балканот, да може и пошироко, кој што добива можност да се надпреварува свој автомобил во ова првенство. И првото прашање што го поставува јавноста е како успеавте и како течеа преговорите со Ферари? Не може да го... и да имате пари, да сте милионер, не можете да го добиете во автомобил, да го купите, бидејќи процедурите на Ферари се стварно има ред кај што не може да изоставите од тоа. Бивме повикани на тестирање, направивме два тестирања во 2 дена, каде што луѓето од тимот од Италија кои што соработува со Ферари ги гледаа моите перформанси и сето она што е потребно за да дадат зелено светло да може да учествуваме со овој автомобил на ова надпреварување. Целта е да се заедно со овој бренд, со Ферари, да направиме исклучителни резултати во овој шампионат, бидејќи досега никој го нема возено овој бренд, овој автомобил на овие првенства, и дефинитивно ќе биде борба покрај другите автомобили како што се Lamborghini, Porsche, Bugatti, така да не очекува сериозна година, сериозен предизвик. За мене прв пат автомобил да возам со заден погон, со толку конски сили, верујте ќе биде престиж, но мислам дека добро ќе се справиме со сето тоа. Дали малку те фаќа и страв затоа што станува збор за автомобил со навистина големи перформанси? За брз овој автомобил забрзува до 100 км на час за помалку од 3 секунди и достигнува максимална брзина која комфортно надминува 300 км на час. 340 е максималната брзина, а забрзува за 2 и нешто секунди. Да. Стварно е звер кој што е, како што кажав, престиж за секој автомобилист во светот да го вози. Бренд како што е Ферари, да имате можност и да стојат тимови позади вас за да го возите, е нешто невидено. Ме радува и морам да ги пофалам луѓето од мојот тим кои што макотрпно Толку тоа и сакав да кажам, Миџе е сам на патеките во автомобилот, но во подготовките секогаш е заедно со својот тим. Честитки и благодарност до нив. Да, благодарност апсолутно на целиот тим кој што е позади мене, пред се на Дане Кузмановски, човекот кој што ги направи сите овие разговори со тимовите од Ферари, да можеме да добиеме можност да тестираме и сето она понатаму што следеше. Така да, верувате, сум горд, ќе биде тешко, нема да биде лесно, бидејќи сепак е автомобил кој што е покрај тоа што е брз и има тежина, дека мора да го представите на најдобро светло. Така да се надевам дека ќе биде добра сезона. Почнуваме со подготовки уште од сега и дефинитивно очекувам првата трка со нетрпение. Кога би требало да биде првата трка и каде? Првата трка е во април, во Регберг, Австрија, започнува шампионатот, 10 трки од Европскиот шампионат во 10 различни држави, така да конкуренцијата, колку што гледам во овие најави, до сега ќе биде страшно голема и ме радува што сите социјални медиуми и телевизии кои што го пратат овој спорт објавија дека Игор Стефановски ќе се надпреварува под брендот на Ферари во наредната година. И сега со доаѓањето на новата година, сите си ги сумираме резултатите и сето тоа што сме го постигнале, колку сме задоволни, од што не сме задоволни, што си посакува Иџа себе си во новата 2024 година и генерално што ќе им посака на сите македонци кои што го поддржуваат во неговите успеси. Не би можел да кажам дека оваа година не беше онака како што посакува. Верувајте, да се постигне ваков резултат е стварно задоволство и сон, остварување на сонот на секој спортист. Би сакал едноставно малце луѓето да го сменат своето мислење, да не трчаме по некои си материјални средства кои што не излудуваат. Мислам дека треба малце да се стабилизираме околу тоа, да бидат малце луѓето повесели и порасположени во животот. Тоа би била мојата желба секако и да ние спортистите од спортски аспект зборам да ја представиме оваа наша држава како што доликува, бидејќи сметам и мислам дека само преку спортот и преку културата можеме најдобро да ја представиме оваа наша земја. Јас се трудам и ќе се трудам додека можам тоа да биде на највисокото место на пиедесталот, што повеќе луѓе да може да ја слушнат нашата химна, и тоа ме прави горд и верувајте дека тоа е целта во мојата кариера.
така да дефинитивно ќе бидат плановите што повеќе први места, што повеќе рекорди, што повеќе интонирање на нашата химна на тие пиедестали ширум Европа. Иđe, верувај дека Македонија е горда на тебе и сигурна сум дека сите оние што барем еве денес ќе ја гледаат емисијата ти посакуваат уште многу успеси во новата година и во новата тркачка сезона. Ги имаш сите позитивни желби, целата поддршка, па и кога победуваш и кога можеби нема да постигнеш врвни резултати. Но ајде, очекуваме уште некоја шампионска титула од тебе. Дефинитивно ќе биде, верувајте, јас сум човек кој што секогаш се труди и секогаш успева во тоа што го сацртал. Ви благодарам вам како медиум, како телевизија која што не прати, која што ме прати мене за сите спортски резултати и се надевам дека во 2024 ќе разговараме на убави теми, на што повеќе спортски резултати од моја страна и на убави теми за нашата држава. Ти благодарам многу за гостувањето и ми беше задоволство. Ви благодарам и вам и мене.